Денеска на тест ја имаме Toyota Corolla во седан издание. Во досегашните генерации Toyota важеше дека не е баш омилена меѓу младите луѓе, но последниот дериват на Corolla го покажува токму спротивното. Затоа денеска го поканивме доктор Дејан Филиповиќ да биде со нас на тестот на моделот Corolla седан. Воедно, доктор Филиповиќ, добар ден. Вие сте млад човек и се одлучивте да купите Corolla. Но вие имате Corolla-та во хеджбек издание. Зошто токму во хеджбек издание? Бидејќи се гледа дека разликата помеѓу возилата е дизајнерска. Апсолутно. Тоа можам јас да го потврдам како нов корисник на Toyota, веќе неколку месеци, како презадоволен корисник, морам да нагласам. Доскоро, да, во право сте во најавата, како што кажавте, важеше дека Toyota е возило old man's car или возило за повозрастни, меѓутоа со новата Corolla, со новиот модел на Corolla и хеджбек и седан, по мене, по мој личен вкус, мислам дека Toyota се надминала не само во дизајнот, меѓутоа буквално во сите можни перформанси за кои ќе договориме подоцна. Corolla има две изведби, хеджбек и седан. Хеджбекот делува доста агресивно, додека седанот делува по семејно. Но далеко од тоа дека нема елементи на динамичност и во дизајнот на седанот. Денеска ќе го возиме седанот, кој всушност е подолг поради задниот дел, а има и поголем багажен простор, но внатрешноста е идентична како и кај хеджбекот. Зошто хеджбека не седан? Поради практичност или? И поради практичност. Морам да кажам дека пред да ја купам хеджбек верзијата, јас ги возев и двете возила. Да. Комплетна иста внатрешноста, комплетно ист просторот, меѓутоа багажникот на хеджбек верзијата е малку помал. Јас немам жена, немам деца, мене последно на листата на Се уште не сте стигнали до врските, така? Добро. Така да тоа ми беше нешто последно на кое што гледав кога бирав возило. Може да видиме од позади дека сепак кај хеджбек верзијата, за разлика од седанот кој што исто ово ми се допаѓа, како што рековте вие, има некој таков полут, поспортски, помладешки изглед и некако тоа и ме освои. Исто така технологијата е идентична во двете возила, па да продолжиме со нашиот разговор во седан верзијата, која мене малце повеќе ми се допаѓа поради практичноста и моите потреби од автомобил. Она што ми се допаѓа кога се стартува Corolla-та, па и секој хибрид е звукот на тишина. Апсолутно. Дали имаше проблем да се навикнеш? Па искрено да. На почетокот ми беше стварно многу тивко, некако очекував, рачунајќи ја новата Corolla хеджбек како некој спортски модел, малце некоја ми фалеше тој звук, тој мотор да го чујам, ама сега што изминува времето, веќе неколку месеци ја користам колата, ме одушевува тој звук на тишина. На тишината, да. А што се однесува до конективните технологии, дали има некои забелешки околу нив? Јас сум презадоволен. Пак ќе нагласам, значи Bluetooth конекција со телефонот одлично функционира. Види што пришол. Значи ова е кај нас. Ова е цел булевар и тоа лежерно си поминува. Стандардна приказна. Да. Извините, прекинав. Нема проблем. Bluetooth конекцијата со телефонот одлично функционира. Да. Искрено нестрпливо очекувам да стигне и Car Autoplay за Toyota по Македонија. Како што знаеме, го очекуваме секој момент да биде. Па нема да биде секој момент, бидејќи се работи за авторски права, која треба производителот да ги плати, но ја мислам дека во следните месец-два ќе биде. Јас сум задоволен од 1,8 литрениот бензински мотор, кој во комбинација со електромоторот дава одредена економичност, а со тоа и екологија.
Јас ја возев Королата некои си 300-400 километри и извадив просек од 6,9 литри. Ти нешто подолго ја возиш својата Корола, но со ист мотор. Да, зависно. Кој е твоето искуство со комбинирано потрошувачката? Околу зависно е све Мишко како ќе ја возите колата. Значи каква вожња да речам љубите. Типот на возите. Да. Вие сте малце по-спортски шофер од мене, јас сум сепак по-лајт верзија. Меѓутоа зависи, да речеме кога возите во град, кога има премногу гужва, тргни застани, тогаш хибридот е одличен. За овие наши скопски гужви, ја мислам дека е перфектна опција. Да, затоа што ја ресетирав потрошувачката пред да почнеме со снимање, е да видиме колку тоа стои. Нагоре. 5,8 литри. 5,8 литри. Потрошувачка на отворено е баш тука околу 6, па зависи од 5,5 до 6,5 литри на 100 километри, зависно со темпо 120, со така? темпо, па можда и малце повеќе од тоа. Скопје како град е неблагодарен за градско возење, поради X причини. Квалитет на улици, сообраќајна култура на учесниците во сообраќајот, но и пешаците. Па тоа беше ако не една од главните причини што се одлучи сепак за Toyota. Колку и ние да сакаме надворешност, технологија, не знам, дизајн и слично, безбедноста е на прво место. Да, се слагам. Мислам дека, еве, поискусен сте вие ќе ми кажете, мислам дека безбедностите системи што ги поседува новата Toyota Corolla се во моментов, ако не и на врво. И другите ги имаат тие технологии, но Toyota е еден од ретките производители кои овозможува серијски да ги имате сите тие... Токму така. И уште во серијскиот модел ги има сите оние нивоа на безбедности системи. А што не ти се допаѓа во Королата? Не би знаел да кажам. Се мислам. Ајде сега. Се мислам. Многу ја фалевме, ама ајде да се соочиме со нешто што... Со маните. Па, нема ништо совршено. Мене лично не ми се допаѓа звукот на ЦВТ менувач. Посебно на ридски делници е извонредно бучен. Тоа е некој недостаток, но гледам дека кај скоро сите јапонски производители ги вградуваат тие ЦВТ менувачи. Тука повеќе се разбирате вие околу менувачот, ја можам да кажам еве малце полаички чисто еве како корисник на пластиката. Меѓутоа кај мене е ова некоја кожа, веројатно е некоја поголема ниво на опрема. Вие го имате побогатото. Меѓутоа еве можам да кажам, прво ми беше тешко да се навикнам на дигиталната шал табла. Да. Сега па некако ја засакав. Веројатно од секојдневно користење сега ми е омилена. Сега не можам да замислам онаква аналогна, да. Од друга страна немате кај да ставите клучеви, кај да ставите визит карта, новчаник и нешто слично. Фали една преграда плюс. Тоа можам да речам као мана. Друго, за сега не знам. Може би за понатаму. Кога ја возев на ридска делница, почувствував дека е малце помеко подпирањето. Не е дека тоа е небезбедно, но сепак е помеко и наклонувањата се повидливи. Јас пред Toyotата имав италијанско возило, Алфа Ромео. Научен сум на некоја поспортска и суспензија и кочење и слично. Меѓутоа, мене конкретно ми се допаѓа, еве, како юзер, како корисник, имам добро искуство. Морам да напоменам помекото подпирање. Мене тоа ми се свиѓа. И опцијата, например, кога возам ноќе на автопат, за автоматските светла. Да. Извонредна ствар. Доктор Филиповиќ, гледам дека имате претензии мојата работа да ја земете. А ја вашата не можам. Сепак е го оставам тоа на професионалците, само се трудам да бидам поблизу. Јас ви благодарам на учеството во Автомагазин и ви посакувам уште многу безбедни и безгрижни километри со вашата Корола. Морам да кажам дека ми беше задоволство и предизвик да гостувам оваква една емисија. Јас сум презадоволен. Одлична забава овие неколку часа и се надевам дека во скора прилика сепак ќе имам чест повторно да гостувам во вашата емисија. Доколку имате време, добре дојден сте секогаш. Благодарам на поканата. Благодарам на учеството, а ние тука ја завршуваме нашата денешна емисија. Се гледаме за 7 дена. Не знам дали ќе имаме вака елоквентен и интересен соговорник, но сепак сигурен сум дека ќе имаме интересни содржини. До гледање.